Следејќи ги напорите на ЕУ за намалување на емисиите на стакленички гасови, веднаш по усвојувањето на Европскиот зелен договор, лидерите на земјите од Западен Балкан во Софија ја потпишаа Софиската декларација, политичка рамка за спроведување на Зелената агенда за Западен Балкан. Овој документ предвидува постигнување на целите преку делување во неколку области, и тоа декарбонизација, односно климатска акција, зелена енергија и одржлив транспорт, потоа циркуларна, односно кружна економија, борба против загадувањето на водата, воздухот и почвата, одржливо производство на храна и одржливи рурални средини и биодиверзитет, односно заштита и обновување на природата и екосистемите. Иако барањата се однесуваат на регионално ниво, сепак за постигнувањето на истите неопходно е да работат државите на национално, односно локално ниво. Докаде е општина Аеродром во спроведувањето на Зелената агенда? Општина Аеродром е активно вклучена во реализација на Зелената агенда преку соработка со повеќе здруженија, невладини организации, меѓутоа и партнерски со Европската Унија. Заедно со Центарот за климатски промени сме вклучени во еден проект на ЕУ за Западен Балкан во насока на реализација на Зелената агенда и како општина сме максимално активни во реализација на сите проекти кои што ја опфаќаат Зелената агенда. Спроведуваме низа на проекти, ќе се обидам само еден дел од нив да ги набројам, како проекти кои што имаат за цел да ја поттикнат Зелената агенда, односно развојот на една зелена и урбана општина. Како општина бевме дел од еден голем проект на Европската Унија кој што беше насловен Клин Аеродром, кој што фаќаше еден пилот проект за селекција на отпад кој што успешно го реализиравме и добивме позитивни оценки од страна на делегацијата на Европската Унија, преку кој што фаќа примарна селекција на отпад, пред се пластични шишиња и лименки во рамки на образованието, односно основните училишта на територија на општина Аеродром. Меѓутоа ние го проширивме тој проект и за прв пат воведовме на системска селекција на отпад од домаќинства, каде што селектираме пластични шишиња во посебни садови кои што ги собираме ние како општина и ги доставуваме до колективен постапувач, со тоа што постигнуваме двоен ефект. Едно е ја намалуваме количината на отпад кој што завршува на депонијата Дрисла, второ успеваме да ги рециклираме собраните пластични шишиња и на тој начин да добијат повторно нова вредност во секојдневното функционирање. Спроведуваме и низа на други проекти кои што се дел од Зелената агенда, така што користиме веќе и зелена енергија со поставување на фотоволтаици на крововите на училиштата и детските градинки на територија на општина Аеродром. Донесовме низа одлуки од страна на Советот на општина Аеродром кои што се во насока на придржување на Зелената агенда. Можам да набројам дел од нив. Забранивме изградба на асфалтни и бетонски бази кои што се потенцијално најголеми загадувачи на територија на општина Аеродром. Донесовме одлука со која што задолжително воведовме 20% зеленила во секоја градежна парцела, односно секој еден објект кој што ќе се гради на територија на општина Аеродром мора да содржи најмалку 20% зеленило и низа други одлуки кои што се во насока на поддршка на Зелената агенда. Што е приоритет на Зелената агенда на општината? Пред се едукација, односно информирање на населението, а не само на населението и на учениците од најмалата возраст, да ги запознаеме со придобивките од Зелената агенда, начинот на кој што треба да се однесуваат, се со цел секој еден граѓанин на територија на општина Аеродром да даде свој сопствен придонес кон остварување на Зелената агенда. Паралелно со тоа спроведуваме низа на други проекти, како што се подигање на нови паркови, пренаменување на маркици од згради во паркови, кои што веќе и се реализирани, спроведување на проекти во насока на изградба на активни паркови, кои што паркови се наменети покрај тоа што уживање во зеленилото да може да се искористат и за активности, различни активности за сите генерации од најмали до највозрасни и на тој начин сите заеднички да придонесеме кон остварување на оваа зелена агенда. Локалниот еколошки акцијски план е документ кој е обврска за секоја општина, но само 17 од вкупно 81 општина во Македонија го имаат изработено.